so far. How sunny and special you are. For you I am singing and playing guitar. Just made a wish on this traveling star. You are my baby, you are the one. Smile at me, honey, you shine as the sun. Fresh in the morning, you walk by the shore, making an image that's hard to ignore. Yeah, heavenly, you make me feel heavenly. You make me feel, giving me all that I need. Ох, Рид бисерен, влак на потковица, кој откинува воздишки, мами насмевки и ги полни очите со убајни. Вистина е, колевка е, надревна и раскошна цивилизација. Ерусалим на Балканот, полн со чудеси, раскошен со приказни, напластен со култури, заплиснат од брановите на едно од најстарите езера на светот. Софт, мек и емпатичен, мозаичен, акордичен и харизматичен. Убав како допадлива модулација, полн со изненадување и ветувања. Кокетен и романтичен, парфем од времиња, овоштарник од ноти. Жижица во ноките, лагуна за чалги и ретро, и модерен, и фанки. Фузија од дразби, кој ги скокотка уметноста на секој чекор во секој агол, врз сета езерска широчина, со бојана праска, сочна, вкусна и екзотична. Джуси, како музиката на кадравиот Орфеј, кој го магепсува светот, лизгајки низ правците, онака смут мазно, како јагула под далгите. Со енергија на делфин и насмевка на сонце, Владимир Четкар не води ни седефот на родниот Охрид, а оваа приказна е джез од Велестово со поглед и влез. Јазикот на пријателството не е составен од зборови, туку од разбирање. Со мојот денешен соговорник одлично се разбирам. Нема да го опишам, бидејќи среде оваа охридска убајна зборови не ви требат. Кај си има Санче, од кога не те имам видено? Како беше? Скопје бе 2 недели, како ќе ме видиш? Добро ми дојде. Добро те најдов. Прво да си го видиме, ново место ми беше кога да се сретниме, езерово од птичја перспектива, ова Божја солза, вака да видиме и после, ако не ти пречи, да се слезиме долу, да се прошетаме малце низ Старград, езерово да го видиме. Сега сме како во легендата за Охрид. Рид, така беше, на Ридот сме горе сега. Сега на другиот рид сме на планинава, ама кој ме во Ридов сега? Готово. Имаме многу време пред нас, убав ден, не послужи времево. Не те пуштаме нигде да одиш, време имаме колку сакаш сега. Нигде не одам, кај да одам? Ајде, тргнуваме. Ајде. Охрид од рајско Велестово е Гердан. Најубавата панорама ја нуди волшебниот Рид, од кој поетите ги берат звездите за инспирација. На поетските ноки им предстојат денови полни со воздух и сончевина под стреите на волшебните места за оние кои знаат каде да ја најдат вистинската убавина. Змиулестиот пат води до матицата на гастрономската уметност, до првиот чардак од раседнатата галичица долж езерото. Браво за ресторантот со име Браво! Светски спремен во секој поглед, во самата увертира на туристичката понуда, идеално позициониран на лесниот припек среде воздушната бања која опива со кислород и енигматични шумски ароми. Интимно, удобно и во манирна перфекција за сите гурмани на врвните задоволства, јавачи на адреналинските екстази и мераклии на питорескното сликарство, директно на платното врз небото, врамено во хоризонтот.
Ресторанот Браво со сместувачкиот комплекс, извонредно скоцкан по сите светски стандарди, му го дава репрезентативниот имидж на селото, кое погоре ја нуди својата велестовска приказна. Меѓу нив е и вилата Велестово или Велестово хаус, која ги надмашува очекувањата. И двете места се поврзани и оригинални, пред се заради погледот вреден милион, раатот, сонот, софрата и комфорот во кој одморот, престојот или дружбата се многу повеќе од ексклузива. Сега малце да го видиме и стар град, да се прошетаме по Калдрмава, сега да се подсетиш каков беше Охрид порано. Таму тој дел е доста автентично задржан. Многу работи се променати, кој што виде чаршијава е стално се мени, свално го мени свој влик и на Убо и на некои работи што би ги јас лично променал, меѓутоа генерално колку и да се трудиме, ние не можеме Охрид да го толку изгрдиме, да кажам, ко луѓе, бидејќи си има некоја вонвременска убавина. Туку ме донесе кај лебедиве, ама лебедиве ги имаат снемано. Негде се заминати и тие си терет романтика, знаеш, попарој. Ние ја фатисме од Цабајлечки романтикава. Ајде одиме да го видиме Охрид. Јас сега ќе се однесувам како туриста. Така. Кажи ми, да се однесеш ко туриста во Охрид. нели? Да. Што е она што ти како роден охриѓенец би му го препорачал да го види на секој кој што ќе дојде како гостин во градот? Па прво би му препорачал да ги избегне гужвиве. Да не иде стандардно во август, за 2 август, за Илинден и некако никој не го доживува Охрид убаво во таа гужва. Според мене, може некој сакат гужва, или пример може да помладиве генерации тинејџери си е за нив тоа супер, меѓутоа мислам за така генерално за повозрастни луѓе, фамилиарни луѓе, така луѓе што сакаат да го доживеат градов на поинтимен начин, би им препорачал порано, на пролет, на есен и касно лето, септември е преубав. Прво тоа временски. И на зима е преубав Охрид. Знаеш како секој момент тогаш е исто така како во некој затворен, како во некој студио, некои бои интересантни, кои само тогаш може да ги доживиш, за зима зборувам. Значи, јас често да го посетувам Охрид. Кај во ги зидиниве, старите црквички, влезот на Охрид фактички овдека, Никола Болнички, Геракомија, овие црквички на некој начин биле првиот контакт, зборам за средновековието, на луѓето со стариот град. Тука прво ќе виделе дали се тие луѓе здрави, тоа нели се луѓе, имало чуми, имало такви предизвици и сега имавме таков еден сличен предизвик. Тогаш така ги тие работи некако филтрирале. И после слободно можеле да влезат во градот кога се докажеле дека биле здрави физички и психички. Ги спомена црквите, во Охрид има, колку што јас знам, 365 цркви и охриѓани се шегуваат за секој ден, нели си има некој празник и има црква. Така, точно е тоа. Јас мислам дека уште цркви од тој ранохристијански период не само во Охрид, него насекаде околу Охридсково езеро и навистина бил христијански центар не само во времето Свети Климент и Наум, него и пред тоа, значи во тој ранохристијански период, што да се сведочат ранохристијански базилики, цркви во Плаошник, како што спомнала, секаде околу градов. Свети Размо и тоа е дел од таа слоевитост тука, пред нив нормално имало тој антички период, антички театар,
Пред тоа исто на оѓалишта некои ни се и музеи како музеот на вода, градиште. Многу интересантни работи за луѓе кои сакаат археологија, историја, меѓутоа и тоа е сепак романтично, така на едно вакво место да доживиш толку многу, да кажам, сатурација на цркви, на археолошки локалитети, на уникатни места. Какво дете беше? Па јас бев голем фантазер и се уште сум голем фантазер. Знаев некој пат да си направам приказка од некој мал детал, како точките на таванот или ке видев мравјални, ке застанев и ке ги замислував како тие автопати, тие навистина се прави некои автопати нивни, меѓутоа знаев и да пропуштам час да се загледам во мравјалникот и така, и мајка ми дори си помисли, чудно е дете во малце, што е работава? Да не му пари нешто. Тоа дефинитивно, брат ми ке дојдеше да ме најде како се забавив на школа, Владко, пак се гледаш по мравки или такви работи. Значи, си имав некој специфичен свет, обожавав, кога одевме, кога се прошетаме плавошник, замислував дека сум Индиана Джонс, тие игри, све беа поврзани со откривање на некои богатства и Охрид е совршено место за такво детство. Моите пак и ми правеа кеф, татко ми, мајка ми, све што сакав да одам на плаживе, на дививе плажи, бидејќи пристапот беше тежок, беше авантура по тие кози патеки дори слезеш долу. И тоа ми беше многу поубаво него ли додам на некоја полесна плажа, посредена плажа. Самото патешествие до таму, па ќе поставевме карпус, пепун, да се излади везеро тука. Да преведеме лубеница, диња. Лубеница, диња, да. Карпузи, пепуни. Секаде каде што одиме, учиме по некој автентичен збор за тоа и дели да ги образуваме гледачите, така. Точно. Тој е овде веќе вдомено, иако тој може грцизам, не знам. Све е си како некој начин интересна сторија како се тие работи на разни места веќе поинаку. Али тоа е тоа, мирисов на печени пиперки, на патлиџа, на домат, на рибче испечено по... Тоа беше нешто типично тогаш и сега од време на време можеш да го осетиш, меѓутоа традицијава како што полека се повлекви во некои подзабораени одаи, помалку и тие мириси, нели ние живееме со сите сетила, и со мирисов, и со очиве, и со слухов, све мораме да уклучиме за да имаме накопнето доживување па и на Охрид. Спомена дека си влегувал во некој свој свет и сега ми е јасно зошто ако не беше музичар ќе црташе стрипови и оние развиотки што ги црташе на другарите. Да, цртав, да, точно и ме молеа сите на школа, памтам ај нацртај ми на развиотка и јас. Какви беа тие развиотки, вака како тебе или? Не, многу развиени јас. Конан да Барбаријан, тогаш ми беше Дино де Лаурентис, тие филмови, фантазија голема и си собирав и стрипови и ги цртав. Имав исто осет, иако тоа беше само хоби, да кажам, секој кога си ги гледам цртеживе, ко мал и си викам, море, мајко му на овие години многу добро сум цртал. Не си бил лош. Па јас да ти кажам право, не се сеќавам кога научив да пливам. Знам дека секој пат знаев да пливам кучешки, го викавме тоа. Ке одевме со кајче во Средезеро и ке се фрле везеро и кучешки вака се пливав. Тоа ми се првите мемории. После, како помина време, сите, знаеш, ке се научиме дали сме биле и од Охрид или не, убаво е да дефинитивно научиме подобро да пливаме, подобро да се диши таа синхронизација со пливањево. И мислам дека тоа е на отворена рана, што во Охрид, иако имаме езеро, немаме базен. Ево сега покушаваме да, не би се покушаваат да го тој проблем надминат, некако, меѓутоа споро си го изработува. И толку таленти имат од тука што греот е да од Охрид да се ојде во Струга да се вежбат, да тренират. Јас мислам тоа не е не сум толку стручен и полна експертиза, ама мислам дека младиве мора да ги имат сите услови тука. Ништо, тогаш испраќаме еден апел еве до надлежните да се направи што е можно поскоро од базенот. Да. И веројатно вие иако нели прво почнувате да пливате па после продувате, мислам вие охриѓани, ама еден базен мора да има. Така е, за нас има. Да. Мислам, паметна работа направивме што застанавме на пијачка. Искрено, најпаметна. Како тргнавме нагоре, си реков до Самилови ќе ме носи. Добро е, малку пауза.
Точно, од таму погледот пак е исто уникатен, ама малце ке се подиспотевме. Искрено и овој дел од Охрид е преубав и овој поглед, овој мир овде дефинитивно нема цена. Ти благодарам за ова доживување. Баш мислам најинтересно зборевме нели за детството, за тие денови, исто што ми останато тие години кога беше джези нокен клуб, ќе останевме до многу касно, до 5 сабајле, буквално ќе се разденеше и овдека со раиште се враќавме пешки и бој, преубај, сонцево и само што или изгреваше или тука беше негдека и лебеди, галеви, убајна. И тоа го памтам, замисли се вратиш, тоа е одма едно трезнење, така да кажам, вештачко будење. Повторно ќе се заспијавме, без грижност. И извини, само гледање на езерото или и утринско или некое не знам како Имаше и утринско капење, имаше и ноќно капење и утринско капење. Симавме и нудистички плажи, таму кај дививе плажи. Ќути, среќа што немаме костими за капење. Искрено... Па тоа име на нудистичка како така. Искрено, како ме изненадуваат гостиве со некои планови идеи, се плашев од такви работи. Добре. Овој дел овде е мирен, меѓутоа некако странските туристи го посетуваат. Зборувам кога е капењето во прашање. Меѓутоа домашните многу малку го знаат, го сакаат и веројатно мислат дека овде водата не е знаеш како, чиста или убава. Се промена и то почисто е многу сега и генерално сега уште гужвиве не се почнати. Меѓутоа многу се капе тука. Многу му е згодно дека е следодма до градов, во центар се, како што одиш према Канео и Потпеш и така натака и таму е исто преполно со гужва. Јас последниве години се вратив малце во Десово и се капам дури и на Кеов. Сакам да она безгрижно се шеташ и само да се фрлиш во езеро. Кога е топло, тука е преубаво топло и си го гледам градов оддалеку вака. И кеф ми е на душева. Само си пливам, си одмарам, пак ќе се излезам, ќе се исушам, кафенце ќе се напијам и си викам мајко му сварно било кеф и на Кеов да се капиш. Значи нема веќе правила, не мора стално да одам љубаништа, градишта и така, иако таму е магично, нели тоа се најбајте предели да сме јасни. Таму после да кажам тој делот како што е Десарет, Градиште, Трпејца, сите тие делои се најдраматичните, заум, нормално, љубаништа, Свети Наум, сите тие делои се привилегија да ги посетиш и најдлабоко е таму во тие делои, најчиста е водава и тоа ми е исто. Задоволство со точак си одам до таму. Ке си се искапам и спорт ке си направам и ке си се препородам. Ај сега да видиме, да го решиме споров помеѓу Охрид и Струга. Кој град е поубав, Охрид или Струга? Тешко прашање тоа, пошто една страна му е од таму, од страна на мајка ми, а пак и татко ми од Охрид. Иако сум јас роден, се шегувам, јас од Охриѓане сум, меѓутоа ги сакам. И Струга ја обожавам. Струга одам скоро секој ден со точак, Сани. Дора и поминувам, после одам Радожда, Калишта, тој дел го обожавам. И за мене све е убаво. Дримов пак и тие си го имате, уникатен. Или како Струга нема друга, ама Охрид си е Охрид. Мислам дека долг е денот, време е да прочитаме уште малку. Слушај, собирај сила, одмарај малку, дека вечер ти спремам нешто посебно. Посебно изненадување. Значи да не си одам за Скопје, да останувам? Нема шанси Скопје, не те пуштаме Скопје. Ке те врзим овде, не те пуштаме. Готово, останувам врзана во Охрид. Во градот на светлината вријат и се галат најубавите бои. Се мечуваат четките на природата и човекот, а единствениот четкар во друштвото, наместо со четка, слика со глас и гитара, со иста страст и емоција. Охрид е уметнички град. Богат со душа, со мириси, ноти, бои. Мек и нежен, како зајди сонцето што грее портокалови од блесоци, од кои подрипнуваат сребрените рипки во игра со брановите,
Под сценографијата на небото, некогаш мирно и сино, честопати драматично и најчесто пасторално од руната на облаци. Охрид е коктел, есенција, пловидба, потрага. Со куќи како корали и чардаци во преградка кои ги надвиснуваат уличките. Сладуњав со тоа небо од ванила и ослободен од јатата галеби. Небото е мистично и моќно кога се расправа со облаците, вистинска драма во која гневот го разбива сонцето, езерски хепи-енд. Овие 50 нијанси сино, сиво и пламено се измислени за драматурзите со четка. Чемерски, Манев, Корубин, Ташковски, Масин. Сите големи имиња на македонското сликарство, чија вредност и вонвременост ја чува и колекционира Букефал. Ударната галерија. Така, ќе Чашиева? нека си има нешто. Да влеземе ако не? Ајде да видиме свежата, да. Добар ден. Добар ден. Браво. Добар ден. Како ви сте? Живо, како сме? Одлично. Екстра. Стално екстра су убави луѓе. Баш ми е драго за посета. Тука, значи, што се излага? Тука излагаме едни од најпрестижните македонски автори. Галерија Букефал веќе работи 23 години и секогаш гледаме ова галерија да излагаме едни од најпрестижните и највредните македонски автори. Може да се разгледа почнувајќи од постарите автори, старата генерација, па се до новата генерација, ако можам да ги набројам се многу, но пославно би ги посочил Манасиевски, Рубенско Рубин, Свето Манев, Галчев, Ташковски и од постарата генерација Мартиновски, Личеновски, Белогаски се сите автори кои што да се продаваат. Што ни е целта на галеријата? Целта на галеријата ни е не само да биде понуда за нашата клиентела, туку и за странците кои што доаѓаат во Македонија. Да видите дека ипак тука не само традиција, туку имаме и современа уметност. Дел од овие автори излагаме и на странските шоува и имаме престижни награди. Така да се тука што е селектирано и одбрано, може да се забележи дека е висок квалитет. Тоа е монографија која што допарва ќе биде испечатена и ќе има промоција можеби во текот на годината. Манасиевски Јордане, автор кој што е со интернационални престижни награди. Негови слики во моментот што се излагаат се тука. Ова. Но покрај него не би ги поценали другите автори кои што се со висок квалитет. Феноменологијата на охридската уметност лежи во генезата или нејзиниот силен корен. Уште од бесценетото фрескосликарство на Михаил Евтихи преку Вангел Наумовски до Манасиевски, издвојуваме една скапа реченица за неговиот сликарски опус, кажана од италијанскиот критичар Салваторе Русо, доктор по историја на уметност. Сликарството на Манасиевски е база за новата современа уметност, што е еднакво смело и сигурно како што би било кажано за делата на Пикасо пред 100 години. Нема романса, живот во боја, драма, солза или далга без женскиот сенс. За сите охриѓанки од стиховите, портретите и уличките, нека зборува песната која е символ на градот. Здраво! Кога готвам стално имам некоја дилема. Риба или месо, ребро или кубаса, а најтешки би се јајцата. Омлет или хемендекс, на око или кајгана, цело време или. Едино неам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин.
Од собствена фарма Козјо млеко. 100% природни и здрави лабрадор кози производи. Кози јогурт, козјо кисело млеко, козјо сирење и козја сурутка. Кози производи за здраво детство, силна младост, среќна старост. Ко готвам стално имам некоја дилема. Цело време или. Едино немам дилема, масло или зејтин. Користам само бисер. Од ионе и масло и зејтин. Тука нема или. Само бисер, најубавиот украс за секоја манџа и салата. Внимавај тука. Да ти кажам, повеќе гледам долу, отколку право или горе. Ама добро, ке се... Навикниш. Да. Ама ова е едно да кажам, големите символи, најголемите символи на градов. Го споменавме детството и какво дете се бил. Она што и мене и гледачите ги интересира е кога всушност се роди твојата љубов кон музиката. Иако знам дека од рано детство се бавиш и со пеење, дури и се сеќавам на еден твој настап, ако не сум грешка, Шарам Барам, мислам дека беше во прашање, ја пееше Борс Садило, да, моја Евгенија, таа песна. Дали прво почна со пеењето или веднаш се роди љубовта кон некој инструмент? Брзо раскажувај таа приказна. Па јас имам голема желба да свирам гитара уште најмал, бидејќи имаше една гитара од вујко ми во Ќошево, собава кај баба ми, стално си ја гледав, ја чепкав малце и памтам имаше еден филм, го гледав Балот на вампирите од Роман Полански и слушав саундтракот. Филмската музика беше многу едноставна во еден момент од филмот, беше баш гитара, жица и одеше нагоре надолу, така логички го сватив и почнав да го свирам тоа, иако тоа не беше песма. И како што почна тоа, си ја засакав гитарава, го гледав концерти, меѓутоа допрва дојде време за да можам да одам во основно музичко. Методи Паче, кај што немаше инструмент гитара, и бајка ми рече, Владко, земи си виолина, слично е. И не беше слично, меѓутоа, фала му на Господ што почнав така, добив многу поширок хоризонт музички, така да покасно ми се најде во животов тоа што учев виолина. Меѓутоа, само си почнав с гитара, уште во основна школа помалце, па гимназија посериозно. И пеењето беше дел нормално во хор, бев солиста на еден од моите омилени професори Коста Веруш, Бог да го прости, кој го водеше гимназискиот хор и кај што бев солист. И тоа беа прекрасни денови школски со моите другари, од основно другари. Така да, станува кога се сетам на тие мемории, насмев буди на лицето. Рече дека си бил самоук. Во почетокот, да. Така некако течеше и оној приемен испит за Беркли, каде што испраќаше касета, сам се подготвуваше бидејќи немаше некои книги колку што паметам. И тешко ли беше да се биде во тоа време единствениот македонец таму? Значи, имаш практично две прашања да ми одговориш сега. Почни со самоукиот, па префрли се колку ти беше тешко таму и сам. Период генерално беше многу тешко да се изучуваат џез и сите форми на џезов, бидејќи немаше ни во Македонија ни пошироко катедра на факултетите за тој музички жанр и немаше YouTube, немаше интернет, беше малце потешко и музиката се најде дури. Така да спамтам наречав книги, Вујко ми Холандија од Ротердам конзерваториумот ми ги прати, кај што првично планирав да студирам. Меѓутоа судбината се случи, аплицираше брат ми во моје име без да знам за аудиција во Италија, за Беркли, така да таму ме повика на аудиција, положив испит, добив делимична стипендија, така почна се и имав многу ентузијазам, работав, памтам,
скоро и не спијав. Кога замина таму, дури овде нели се чуде и оној наш, ќе речам, менталитета бе, ајде што се будали човеков. Меѓутоа ги демантираше сите неверни томовци и им покажа дека воопшто не се будалеше, туку напротив го збудале светот по тебе. Reminiscing about those magic nights, world of lights and music that felt so nice. Oh, yeah, living for the moment, never worrying how. Reminiscing about those summer days, sunshine all around us and happy faces. Such a sweet nostalgic journey life is. That goes by. Never waste a moment, smile, live your life. Never miss a chance to say to those you care for. All of your soul, all of your soul. That goes by. Never waste a moment, smile, live your life. Never miss a chance to say to those you care for. All of your soul, all of your soul. Ти благодарам, Сани. Знаеш како тоа беше едно патешествие што за мене е највредното искуство во мојот живот, бидејќи во многу турбулентно време, млада држава бевме, јас се решив да се занимавам професионално со музика и тоа беше голем залаг за било кого, од тој аспект и финансиски. Меѓутоа, добив поддршка од мајка ми и од татко ми, кои морам да ги издвојам како специјални родители, што сите родители си ги сакаат своите деца. Меѓутоа, не сите родители им помагаат на децата да ги остварат своите соништа. Толку веруваат во своите. Тие веруваат, знаеш како никој па не ме врзаја, тоа е ретко, тоа е благослов. Значи јас кога се решив да се занимавам со музика и многу други луѓе што знам се решија да се занимаваат со музика, меѓутоа не ја добија таа поддршка. Не дека моите родители беа побогати или не, него веруваа во мојот сон и даде голема жртва, огромна жртва за јас да го остварам. Самото тоа заминување таму во Бостон, кога се најдов сам со еден скроз претходен поинаков начин на живот, обкружен со пријатели, со семејство, ме направи да ми се чувствувам многу тешко, бидејќи јас не заминав од мака. Јас си го обожавав Охрид, си го обожавав мојот живот тука. Јас заминав од љубовта кон музиката. Поради тоа. И кога стасав, само таа жртва што ја правеа мојве и јас, сватив дека не сум дојден таму за да се журкам и да се зафркавам. Јас сум дојден таму за да научам. И токму на тоа се фокусирав. Сакав што поќе да учам, не ми беше иш битна дипломата, јас ја добив дипломата нормално во 2001 година, меѓутоа мене целта беше да научам. Не да мафтам дека сум завршил на Беркли или на некој престижен факултет, него да го научам занаетот, аранжирањето, продукцијата, компонирањето, џез гитарата, на начин на кој што јас сакав да го испечам занает. И све почна така, кога ќе работаш нешто со чиста љубов и со голема страст, не може да помине незабележано. Така да ми се отворија многу врати, бидејќи бев спремен да рискувам за тоа што го сакам. Спремен да не одев на сигурно. Мене ми викаа другари, што ќе правиш ти кога ќе излезеш таму на родром? Фати брат, турбо фолк земи свири, батали гитараче. Тогаш во почеток беше турбо. Тогаш не размислувавме така. После Санче, чим го спомна, памтиш дека на времето се смеевме со турбо фолк. Срамота беше да кажеш дека слушаш. Искрено правиме муабет. Така е. Така беше тој период. После наедношка некако со таа линија на помал отпор, дуѓе во не само во тоа, да во многу сфери во правец во кој што не ми се допаѓа мене. Меѓутоа тоа е друга тема на муабет. За музиката ќе ти спрашувам после, ќе ти спрашувам уште, имам јас нели прашања. Знаеш што ми е многу интересно? Сите гледаат да избегаат некаде, ти работиш надвор, имаше шанса да живееш, нели, и ја имаш таа шанса да си таму буквално нон-стоп 365 дена во годината, ама ти си
овие странци што ги гледаме околу нас, да не случајно некој разбере, ќе мисли зборуваме нешто лошо. Многу сакаш да си овде. Па, више, зарем има, вие спомнав, кој паевме кафе, муабет, дека секаде е убаво. Така, светов е наш дом. Меѓутоа, дома е таму Господ кој што ти дал душа за мене. Таму кај што имаш меморија од детството, од баба ти, од дедо ти, од своите најблиски, од твоите пријатели, од твоето детство, е нешто што не можеш да го замениш ниту со најголемата урбана џунгла, ниту со најголемата џунгла и дивина. Сега е убаво, кај спомнам, меѓутоа мене дома ми е најубаво. Сега, од тој аспект можда дека е Охрид, меѓутоа не верувам, јас и Македонија сакам генерално, тоа е за мене истата работа, тие се работи две неразделливи и сум живеел во Бостон, сум живеел во Њу Јорк, сум го прошетал буквално целиот свет, цела Америка, Централна Америка, Јужна Америка, Азија, далекиот исток, Европа, меѓутоа за мене кога стасам тука е како некаква силна електромагнет, некоја гравитација која ме влече стално дома и мирисов, како што ти кажав, од детство по улици Шкивеко, после лично печена пиперка на тие работи, мене ми е голем кеф. Каде е пиперката, каде е? Во воздухот. Се надам дека на ручекот ќе имаме некоја пиперка. Па да, кога имаше на ручече да пробаме. Цел ден споруваме јадење, рибче, ајде барем едно пиперче. Во неврзаниот дел од разговорот, некако како на шега ми спомена дека многу странци доаѓаат овде и купуваат и недвижен имот, остануваат овде да живеат. Тие странци што го препознават Охрид, дека е уникатно место, и кои не поминали низ проблемите кои луѓето, локалните проблеми, локалните луѓе се соочуваат и така натака, се многу паметни, бидејќи можам да кажам слободно, посебно сега, од кога сум видел многу работи и сум бил на многу места, дека навистина имаме неверојатна локација, неверојатна природа, неверојатен регион кој допарва, ќе го треба да научиме да го цениме. За жал уште не сме научили да го цениме. Некако дали е потребно поќе време или поќе мозок, не знам што да речам, луѓе го сваќаат. Дали пред некој ден видов луѓе од Јапонија дојдени се тука да живеат. Замисли. Слушај сега вака. Охрид е бисер. Така? Јас без бисер дома не се враќам. Значи како знаеш носиме каде има бисер. А идејава, мислам, муабетов што ми го направи со јапонциве, слушај, да земам ја едно станче ако не. Па нема да сгрешиш. Сега дури можеш. Ајде одиме по бисерчиња и по станче. Ајде. Сонот да се има стан во најубавата цивилизацијска колевка, Охрид, е достижен бидејќи го остварува Тримен Лум, компанија која над 2 декади ја следи урбаната визура на градот, разубавувајќи го неговото лице со креативност и избалансиран стил. Со сиот респект кон автентиката на стариот град, современата архитектура е идеално вклопена во населбите кои се одговор на желбите и потребите на новото време. Низ суптилна медитеранска нота и чувство за урбана концептуалност, компанијата го планира и остварува населувањето на сопствената земја со млади семејства кои мечтаат за удобно гнездо. Сонот е обостран, а Тримен Лум го остварува со висок квалитет модерна архитектура и гаранција за врвно задоволство во просторот наречен дом или втор дом, во бизнис обкружувањето, деловниот живот и прекрасните хотели кои се во постојан стремеж кон врвот на архитектонскиот дострел. Бисерната Потковица, Охрид, ресен со визијата за мал Париз, поетска Струга и монденско Скопје, се предизвик за надградба со елегантна урбана глазура која треба да одговори на новата милениумска физиономија на градовите, но и на потребата од стамбени единици.
Оваа јасна визија ја позиционираше компанијата во лидерските градежни предприемачи со изградбата од над 1.000.000 метри квадратни, развивајки удобен живот во амбиент по светски стандарди, како препознатлив бренд кој се најде на листата на најуспешните. И на вистина, нема поубава стварност од онаа во која среќно домувате, во новата дома. Дефинитивно се заљубив. Пливам како белбита, ќе речам, мене белбитата ми е поубава. Ти си јагула, предатор. Oj, zarino prva se vdom. Oj, zarino prva se vdom. Ako me ljubiš, ljubi me. Ako ne pravo, kaži